Добар ден, почитувани, го следите магазинот за родителство 0+ месеци. Секое семејство со нетрпение го очекува раѓањето на првото дете, но доаѓањето на бебето носи и големи промени во животот на партнерите. Недостатокот на сон, преморот, новите обврски, различите очекувања и потребата за приспособување може да создадат напнатост и недоразбирања. Зошто токму во овој период многу парови се соочуваат со криза во односот? Како да се зачуваат блискост и партнерството? За се това денеска разговараме со Тина Дамеска, европски акредитиран семеен и системски психотерапевт, психолог и тренер во школата за семена и системска психотерапија. Останете на Телма, следува на вистина интересно издание, а ќе имате можност да поставите прашање во програма. Како да се зачува бракот по раѓањето на првото дете? Ќе прашаме Тина Дамеска, психолог, семеен и системски психотерапевт во психолошкиот центар Алтернатива. Добар ден и добре ни дојдовте во магазинот за родителство 0+ месеци. Благодарам на поканата, добро ве најдов. Зошто раѓањето на првото дете, кое што во општеството се опишува како еден од најсрекните моменти и така паровите најчесто и го доживуваат, понекогаш доведува до најголема криза во бракот? Знаете како, може би од тука тргнува најголемиот притисок. Очекувањата дека се треба да е розово, дека се треба да е идеално, дека се треба да е совршено во моментот кога ќе дојде бебето, се треба да е тамам, по дома, во нашите односи, се да е така идеално како во еден холивудски филм и може би понекогаш отстапките, а секогаш ќе има отстапки, ни прават притисок кој што потоа влијае на нашиот меѓусебен однос со тоа што на некој начин ги обликува, веќе ги обликува нашите очекувања. Тоа е прво. Второ, причината заради која што доаѓа до можеби ваков тип на предизвици е заради тоа што одеднаш, од една дијада, од двајца возрастни, стануваме одговорни за, јас често знам да се шегувам и да кажам, за 3 кила месо да одржиме во живот. Што значи притисокот е многу голем, нашата врска се менува на многу различни начини. Прво, со самото раѓање на едно бебенце се раѓа и мајката, се раѓа и таткото. Значи, сите тие улоги ги добиваме во тој момент. Не е дека само бебенце се раѓа и тоа е единствената промена на која што треба да се адаптираме. Целокупниот наш животен стил се менува. Се менуваат нашите обврски, се менува нашето секојдневие, се менува нашиот ритам, се менува нашето, ако сакате, веќе испиење и одмор и сето тоа што нели си го носи едно бебенце, особено нели кога е тоа прв пат. Ни никогаш претходно не сме се нашле во таква ситуација и одеднаш, јас стално викам, не може едно бебенце од утробата не излегува со упатство за употреба, туку ние се учиме ад хок. Едни со други си ги учиме потребите, си ги учиме гласовите, учиме се. И од таа ситуација, значи од една дијада, стануваме тријада или понатака тетрада и тоа ги зголемува сите односи, ги зголемува обврските и очекуваме дека оваа ситуација ќе направи промени кај секој од партнерите, меѓутоа можеби во еден период и најмногу кај мајката, зборувам од аспект на доење, од аспект на менување на телото, на носење на бременоста и така натака. Сметате ли можеби дека најголем проблем е што повеќето парови родителството го замислуваат и го поистоветуваат со безгрижност, со бакнежи и дека едноставно не се подготвени на промена на динамиката во семејните односи што ќе настапи? Потребна ли некаква едукација? Апсолутно да. И веќе се почесто во нашата земја, значи во Македонија се почесто имаме ваков тип на едукации, кратки, подолги. Всушност и самата наша групација Алтернатива организира голем дел од овие работилници за родители. Имавме програми за дечиња од 2 до 9 години, но и за веќе адолесценти од 10 до 14 години, бидејќи родителите ги немаат истите искуства со оние искуства кои што ги носеле со себе кога тие растеле. Светот е динамичен, работите се менуваат, ние учиме заедно со нашите деца, заедно со менувањето на светот, на технологијата, на динамиката и затоа е потребно да се прават ваков тип на едукации, но она за кое што вие прашавте е дали е потребна едукација и за
буквално оној прв момент, нели, за прв чек. Што не очекува во првите месеци во родителството? Апсолутно да. И мислам дека е тоа нешто на кое што и веќе се работи, има веќе голем број на заинтересирани луѓе за тоа и мислам дека веќе нашата држава размислува и како да ги врати оние предбрачни советувалишта кои што меѓу другото ќе опфатат и ваков тип на едукација. А понекогаш мажите чувствуваат дека не се потребни на партнерката во првите месеци по раѓањето на бебето, бидејќи тоа е најмногу поврзано со мајката. Може ли тоа да доведе до некаков куршност, до проблем со блискоста меѓу партнерите и брак? Да, така е. Нашите истражувања и нашата пракса покажува дека многу често во првата година од бракот ги имаме најголемите кризи и најголемите можеби шанси за одредени понатака нели разводни постапки и така натака. Зошто е тоа така? Повторно имаме еден мисмеч веројатно на очекувањата, бидејќи во еден период забораваме дека детето добива мама, но ние велиме и мажот губи жена. Бидејќи одеднаш од партнерски имаме по една партнерска улога, сега добиваме двојна улога. Сега веќе не сме само на улога партнери, сега сме и во улога родители. И понекогаш, особено кога е бебе толку мало, се чини како да родителската улога ја преплавува и партнерската и како да тоа мало време што останува за партнерството полека се разводенува и се губи. Во тој момент се случува да дојдат партнери и да кажат, да речеме да мама каже он не е присутен или се очекува све од мене и така натака, но исто така и знаат и татковците да дојдат и да кажат па као да јас сум одвишок, она е цело време тука посветена, ништо друго не ја интересира и така натака. И ти да се почувствуваат отфрлено. И да се почувствуваат можеби на некој начин отфрлено. И затоа не е многу важна комуникацијата. Како викаме, предпоставката понекогаш е мајка на сите грешки. Да не предпоставуваме, туку да комуницираме. Да си кажеме. Така е. И да ги комуницираме нештата со партнерите. Знаете како, имаме многу често тенденција да се фрлиме во критика. И да кажеме, не знам, јас не спиев цела вечер, каде беше ти, зашто ти не остана и така натака и така натака. Може би еден од главните параметри кои што ќе ни покажат дека една врска почнува да заздравува или да како викаме да гази на здрави нозе е кога почнуваме со јас реченици, да кажеме знаеш многу ќе ми значи да вечерва си 2 часа дома, да малку поразговараме, да малку јас одморам, истата порака ја кажуваме. Меѓутоа, тотално е различен гласот, боја, тонот на гласот и тоа има поразличен фидбек од другата страна. И ова што го кажувате како одговор на вашето прашање, дали татковците понекогаш во тој момент најмногу знаат да се почувствуваат исклучени, апсолутно да. Меѓутоа, последните генерации, ќе бидам искрена, дека се почесто гледаме татковци кои што и текако се заинтересирани, и текако се присутни на различни начини, од чување, од грижа, од менување на пеленчиња, од присуство на пораѓај и така натака. Затоа ќе опофалам мојот сопруг, апсолутно беше присутен за сите деца присутен. Така да апсолутно тоа се менува и е веќе поразлично. Сега што може да се направи тука? Тоа е главното прашање. Што можеме ние да направиме околу ова? Веројатно со овие едукации, со свесност, веќе на светско ниво имаме истражувања. Ако некогаш нашите стари тоа го чувствували интуитивно и знаеле некои работи, сега веќе имаме истражувања на тие теми. Присуството на татковците гарантира многу поразлична развој и динамика на едно детенце. Да речеме онаа само доверба, присутноста и вниманието од таткото, како тоа се рефлектира врз развојот на личноста и те како е значајно. А колку често кај жените се јавува прикриена фрустрација, па дури гнев кон партнерот, бидејќи тој оди на работа, излегува од дома, неговиот социјален живот и не е премногу нарушена, таа е заглавена во 4 зида. До гуша викам. Заглавена е до гуша. Доење, менување, пелени во тие часови при престојот во дома. И тоа многу често извор на расправи. Да. Точно така е, Марија, значи тоа е многу честа ситуација, многу често доаѓаат во разговор со мајките, не мора да сте терапевт за тоа да го слушнете, тоа ќе го слушнете и со вашите пријателки и така натака ќе слушнете како ете јас се правам, јас сум дома, не сум излегла 4 зида, едно те исто, немам со кого да проговорам, особено во оној период породилно отсуство. Се појавува тоа чувство, тоа е точно, и тоа чувство е веројатно нешто што треба да се искомуницира
не да го чуваме па да прерасне дур не ни стане не само сопка, него да веќе немаме каде да отидеме, туку да се комуницира. Например, еве, го менуваш твојот ден, излегуваш, правиш ова, многу ми недостига, би сакала јас малку да, можеш ли ти малку со детето? Има начини како тоа да го правиме. Но ние веднаш одиме од точка А до точка плафон и веднаш викаме, леле, јас сум цел ден, јас ова, јас она, и од другата страна, што добиваме? Добиваме одма, нели, застануваме, се окочуваме или пак напаѓаме, затоа што се чувствуваме нападнати. И тоа е главниот предизвик. Кога партнерите чувствуваат дека стануваат ривали, стануваат противници, си ги мерат минутите поминати во кујната, поминати во домот, а не еден сојуз, еден брачен сојуз, еден родителски сојуз, пошто нели рековме двојна улога, која што ќе се надоградува во таа приказна. Но тука е се ненаспаност и преморот. Така е. Ги прават партнерите понервозни. Така е. Се губи ли при тоа и емпатијата кон партнерот? Стануваме ли помалку толерантни? Така е, да. Тоа е точно. Во еден момент, како да, ова особено станува збори за мајките во оној прв период после раѓањето, чувствуваме умор, како да го губиме и својот идентитет, одеднаш, нели, имаме едно темпо, да речеме, работа, не знам, излегувања, пријатели, едно друго, сега одеднаш во првиот период се наоѓаме дома, 4 зида, нема работа, нема се она што мене ме дефинирало претходно како личност. Да не се разбереме погрешно. Мајчинството, јас мислам дека апсолутно ја раѓа жената, одново и одново. Но мислам дека тоа е ново за неа и дека е потребен оној период на време на адаптација, губење на стариот идентитет. И за овој новиот, кога се раѓа, ние знаеме дека раѓањето е прекрасен процес, но си носи една тежина своја. Не е секогаш тоа така глатко. И кога доаѓаме до овој момент што прашувате дали се јавува тој презир кон едни кон други, апсолутно да. Повторно е уморот, доењето, исцрпеноста, немањето контакт со се она што претходно не дефинирало како човек, како личност, и во еден момент партнерите престануваат да комуницираат за тоа како се чувствуваат. И веројатно тука е главниот предизвик, главниот проблем, би рекла, бидејќи почнуваме да зборуваме за сметки, за пелени, за прегледи, за болести, настинки, сипаници. Стануваме цимери повеќе згрижувачи, а оној партнерскиот момент како да се губи. И всушност не станува збор за тоа дали ние го презираме партнерот ако излегал. Туку станува збор за чувството дека товарот е мој и сакам да го споделам. Оти ми треба да го споделам, ми треба да ги ослободам плеките. Така, вела дека често се јавува партнерски гнев, тоа е познат еден термин, кога партнерите тајно почнуваат да си задмеруваат, да си забележуваат за слободното време што го има другиот. Да. Па почуваат, ја не можам да влезам во тоалет, ти 20 минути се тушираше. Значи за најбанални работи почнуваат расправи во домот. Како тоа да се надмина? Така. И дали тоа навистина е толку често присутно? Многу е често присутно. Тоа го слушаме во нашите ординации, во нашите канцеларии, тоа го слушаме често. Например, не знам, јас за тие 20 минути и ручек ставив и направив ова и направив ова, ти за тие 20 минути што правеше, не знам, или седеше само на телефонот, 30 минути, 40 минути, 50 минути и така натака. И во еден момент чувството е дека овој товар не е споделен. Чувството не е дека нема љубов. Не е дека нема љубов. Туку дека чувството на оптеретеност, на обременетост, баш онака како да не натежнува, и во тој момент кога ќе додадете на тоа во замор, изгубеност, трчканици и сето тоа, ескалираат ситуациите. И тогаш тој замор и тој презир што викаме доаѓа до разидување на па онда ќе се скараме, па молчиме, па еден во една соба, па друг во друга соба, па комуницираме исклучиво околу детето, и тој партнерски момент како да малку затајува. Ми се чини дека партнерскиот презир, пошто прашавте како да стигнеме до правата линија, да се вратиме на правите. Можеби во тој момент доволно ќе биде да речеме ти треба ли нешто? Можеме ли некако во овој момент јас да малку превземам тука, ти да малку одмориш? Без разлика дали станува збор за мајка која што доела и не спела цела вечер, или можеби татко кој што клацкал дете по пладнето, сабајлето бил на работа. Значи да малку учиме како да играме тимски. Не оној што е карши вас,
Да не го гледате како некој што ви е ривал, како некој што ви е противник, како некој кој што знаете како, туку да ајде тимски, ајде да видиме заедно што можеме подобро. Тоа е прво. Второ, враќање малку на она мало 15-10 минути време колку имаме во денот на партнерството. Тој атачмент, таа приврзаност, таа љубов, нега, грижа во тие минути навистина можат да направат огромна разлика во тоа како функционираме секој ден. Така, но обично во минутите кои што се слободни, партнерите знаат да скролаат на социјалните мрежи. Да. Може ли да се каже дека мобилните телефони стана непријател на брачата блискост во тие ретки слободни моменти што ги имаат? Така е. Затоа што на нас ни се потребни другите луѓе и интимноста ние ја градиме со партнерот на различни начини. Едно е сексуалноста, едно е комуникацијата вербална, едно е контактот со очи, едно е допирот, едно е ние го немаме тоа. Ние сме физички едни до други, секој на својата страна завртен, се скроламе нели на своето телефонче, легни, готово. Постепено се разводнува се она што инаку си го споделуваме, се она што инаку го правиме заедно. Она мало време кое што не прави нас како да го губиме. Така да, одговор на прашањето дали е тоа причинител кој што дефинитивно допринесува да се партнерите разидуваат се повеќе да се чувствуваат како цимери и странци, апсолутно да. Колку е нормално да отсуствува сексуалниот живот меѓу партнерите по раѓањето на бебето? Да имаме сега тука група на мајки и татковци, веројатно различно ќе се изнесат. Меѓутоа, ние во семејна и системска терапија викаме дека правило е дека нема правило и она што го знаеме е дека практично освен физичкото зацелување, знаете, пораѓајот е процес. Значи не е тоа така едноставна ситуација. Прво треба физички да мајката закрепне и да се чувствува спремна. Значи да се чувствува спремна, дека е подготвена, нели, да може да понатака учествува во сексуалните, односно нели во сексот. Тоа е еден момент. Меѓутоа овде има и многу други моменти. Вие неколку пати во вашите прашања спомнавте замор, спомнавте обврски, спомнавте детенце, спомнавте се. Апсолутно тоа влијае на либидото на една жена. Понекогаш се случува да тоа влијае на либидото на мажот. Да почне да ја перцепира својата сопруга малку поинаку, па не сака да ја повреди, па внимава на неа и така натака, и тоа многу влијае на тоа кога би отпочнале повторно, односно кога би го вратиле нивниот сексуален живот таму каде што бил претходно или можеби некако поразлично. Што покажуваат истражувањата? Истражувањата кажуваат дека во првите неколку недели од раѓањето на првото детенце, ова што го кажавме, физички закрепнување и сето тоа, меѓутоа се случува да тоа трае по неколку месеци. Значи нема правило? Нема правило. А како да се врати либидото, односно желбата за сексуална интимно за сексуален живот, кога спалната соба често е претворена во детска соба, тука е креветчето, тука има пелени, се случува доење. Така е. Знаете како? Ако партнерите успеат да комуницираат на еден пријателски начин пред се, грижлив начин, многу полесно и таа емоционална атмосфера кај жената ќе се отвори за да може да понатака комуницира и сексуално. Тоа значи дека ние не може да очекуваме дека сега се ќе биде идентично, се ќе биде исто, се ќе биде како да ништо не се сменило. Не може како да ништо не се сменило. Доаѓа ново детенце дома, доаѓа нов член. Но во целото тоа, да речеме, ново искуство и во градење на ова, можат да допринесат многу грижата еден за друг, она мало време што го имаме едни за други, одморот, че ние ако гледаме дека сега некој таму е паднат папсан, не му текнува ни да стане да јаде или да се истушира во моментот, а не па да размислува нели на своето либидо. Че треба да имаме трпение со партнерот, и се зборувам и за мајката и за таткото, нели да имаме прво трпение со партнерите, да му помогнеме да се чувствува прифатен, да се прво нели она слика за своето тело кај жените кое што се менува после пораѓајот, а второ да бидеме емоционално достапни. Што значи тоа? Тоа значи дека
Ако јас се чувствувам безбедно со тебе, ако ти си присутен до мене, ако јас можам да се потпрам на тебе, ако меѓу нас го нема оној презир, секако дека сакаме повеќе време да поминуваме заедно. И под интимност... Емоционалната интимност всушност води кон физичка. Секако дека влија и тоа многу, секако. Поготово за жените. Поготово за жените. Но што ако едниот партнер е подготвен да се врати на сексуалниот живот, а другиот не е? Трпение спасение, викаат, нели? Така да, апсолутно трпение, апсолутно разбирање за партнерот, нормализирање на неговата емоција, прифаќање на таа ситуација, бидејќи се што е како критика, како неприфаќање, како презир, како можеби некакво казнување со молк или со било што, со повреденост, тоа само може да влоши ситуацијата. Понекогаш се случува да токму овие партнери побараат стручна помош. Бараме како да најдеме начин да нашето партнерство повторно функционира на различни сегменти. Не зборувам само за сексуалниот дел, интимноста е нели многу пошироко поле од сето тоа. Кога тргнуваме да го градиме тоа чекор по чекор, да се враќаме нели малку назад на она што не дефинирало нас како пар, на она време кое што си го даваме, па макар нека се тој 15 минути во денот за почетокот, тоа се првите чекори кои што ќе не вратат назад во нашата интимност и пак ќе речам не само во сексуална, туку во поширока смисла на зборот интимност. Споменав дека жената покрај тоа што е ненаспана, уморна, многу често е незадоволна од својот физички изглед, од одразот од рефлексијата во огледалото. Што може тука да се направи? Знаете на како? психолошки план секако. Да. Како што ни е потребно време да се адаптираме на новата ситуација, така ни е потребно време да се адаптираме и на нашите нови промени, психолошки, емотивни, но и физички. Одеднаш нашето тело е буквално, да речам, благословено да износи едно цело живо суштество, да го храни. И тоа период на време. И сето тоа треба да го имаме некаде прво на ум, а после тоа да малку се бавиме и со естетиката. Што значи тоа? Тоа значи дека промените се очекувани и нормални и дека треба да си дадеме малку време, да бидеме трпеливи со себе, да бидеме, знаете како, можеме ние да им кажеме, почнете сега вежбајте вие 6 пати неделно, ќе се вратите за 6 месеци овона. Но треба да имаме во предвид дека постои умор, постои грижа за бебе, полека тоа ќе се врати назад. Но има на социјалните медиуми примери каде што жени веднаш се враќаат во топ форма и претпоставам дека тоа предизвикува дополнителен притисок. Така е. Нереални очекувања се тоа. Така е. Физички вежби, тоа е се окей, после период на време, особено ако тоа веќе е дозволено, потврдено од доктор, после оние 6 недели или колку и да поминат, дека веќе е окей, но се оди и малку подалеку. Веднаш со одредени естетски интервенции и така натака. На телото, ако му требале 9 месеци да дојде бебе на свет, па да си дадеме малку простор и трпение да зацелиме од целиот тој процес, да застанеме на нозе. Некои истражувања кажуваат дека потребни се од 6 месеци до 2 години да малку мајката се физички врати во тоа што била. И секако да се работи на тоа. Значи, ова е нов идентитет, прифаќање на своето ново јас, малку поразлична јас, малку поразлична мама, поразлична жена, и за тоа треба малку време и трпение. Многу би помогнало, секако, доколку и партнерот учествува во тоа. И да речеме, не знам, да она што му се допаѓа кај својата супруга, да го потенцира, да го каже. И во нашата пракса... Да не критикува, да не споредува и тој? Секако, да не се очекувањата, леле, од каде сега мешето веднаш да се вратиме за после 5 дена, 10 дена, 20 дена или 2-3 месеци, колку и да е, не е важно. Да, нели, оно што му се допаѓа, да го тоа потенцира, да го тоа каже, не мора да е секогаш тоа вербално, некогаш зборовите се непотребни, нели, некогаш доволно ние да знаеме како некој ќе не гушне, како некој ќе не бакне, да се почувствуваме сакани, па и посакувани. Но секако за тоа треба малку време. Уште една работа што многу помага е да она време што ќе си го дадеме и на самите себе си, како, еве, пошто сега зборуваме за мајка,
малку да пропешачам, да се малку различам, мислам да може да земам нешто што ми се допаѓа во овој момент, да се чувствувам добро во својата кожа, да малку одморам, тоа влијае многу на сликата за себе, а понатака нели на сите овие други работи за кои што разговараме. Ќе ги вклучиме и гледачите. Во овој момент телефонскиот број на телевизија Телма ќе биде испишан на екранот. Почитувани можете да се јавите, да поставите прашање поврзано со сето она за што денеска говориме, а тоа е како да се зачуваат партнерските релации и здравиот брак по раѓањето на бебето. И сега тука доаѓаат и бабите и дедовците со нивни совети, добронамерни најчесто, во главном за тоа како треба да се грижат околу новиот член на семејството родителите, но младите родители имаат некои модерни ставови кои што понекогаш и не кореспондираат со она што сакаат старите да им го пренесат како порака. Како сега тука да се постават граници за да не дојде до дополнителни влошувања на релациите во бракот? Така. Ние често велиме дека бракот е многу мал простор помеѓу двајца и таму нема простор за други луѓе. Што тоа значи? Тоа значи дека сите добронамерни совети апсолутно да, треба да се земат во предвид, да се разгледаат, да ни бидат поука, но не да ги прифатиме здраво за готово и да ги спроведеме како такви, а при тоа без некоја комуникација или споделување можеби со партнерот, без разлика дали станува збор за сопругот во врската или за сопругата во врската. Зошто е тоа важно? Бидејќи овој проток на информации и на делување всушност ги дефинираат тие граници за кои што сите така споделуваме, изборуваме граница. Тоа не е кинески ѕид, нели? Тоа се овие информации, овие нешта кои што за кои што е потребно меѓусебно советување, усогласување и сходно на тоа нели и делување. Сега прашавте за бабите и дедовците. Јас лично мислам дека бабите и дедовците се едно богатство. Како беше она и текста Village to raise a child, потребно едно цело село за да се одгледа едно дете и верувам во тоа и мислам дека е благодат секогаш кога може да деца бидат присутни со своите баби и дедовци, но дека тоа може да биде предизвик апсолутно да, доколку се смета дека едниот партнер не е искомунициран или не е почитуван во однос на своите одлуки. Например, било каков пример, не знам, треба дете да се носи на некој преглед на 6-тиот ден. Мора тоа да е така, или не знам, треба да е на 8-тиот ден овде, или треба на 40-тиот тоа, или и сега ние тоа го спроведуваме, а ние не знаеме, например, не знаеме сопругата или сопругот со каков бекграунд доаѓа, колку е тоа во неговото семејство прифатено или не прифатено. Ние тоа го комуницираме меѓу нас, што е најдобро за нашиве деца, што можеме ние најдобро да направиме, како ова да го... Па кога заеднички ќе донесеме одлука, ние може да одлучиме и да го прифатиме тој совет, апсолутно да. Но многу внимателно. Има една поговорка, вика патот до пеколот е поплачен со добри намери. Нели? Значи да бидеме многу внимателни околу тој момент, што е тоа што го комуницираме со сопругот, особено кога станува збор за или сопругата за дечињата. Како на друг начин може да се воспостават границите? Например, да бидеме свесни дека сите ние можеме да споделиме идеја, дека сите ние можеме да дадеме свое мислење, дека на крајот на денот ние сме родителите кои што се одговорни за ова дете. Најголемата одговорност ја сносуваме ние, а се друго, особено ако е помош, поддршка, присуство, апсолутно е добре дојдена. И така било и од секогаш. Така било. Во процесот на транзиција, доколку се јават некакви проблеми, дали е пожелно сопругот да застане на страната на сопругата наместо кон својата мајка и обратно, или пак жената да застане на страната на сопругот наместо кон своите родители? Апсолутно да. Во овој момент најголемата одговорност на партнерите е токму тука, во семејството кое што го креираат сега. Ние велиме секундарно семејство. Точно, ние имаме примерни семејства од каде што потекнуваме и сопругот и сопругата, нели? Меѓутоа најголемата одговорност е токму тука. И ако ние во еден момент ги заземаме ставовите, независно е колку се тие можеби исправни, нели? Ги заземаме исклучиво ставовите од семејствата по потекло, што креираме тука? Креираме двајца припадници на своите семејства по потекло, но не креираме ново наше
семејство каде што нашата одговорност е најголема, каде што нашиот влог е најголем, каде што нашето присуство е најголемо, и тогаш ако ова меѓу партнерите стане предизвик, имате чувство на предавство, имате чувство на се явуваат непријатни емоции, па тогаш ќе слушнете, ќе дојдат кај нас во ординациите и тие работи ги слушаме. Мајка ти тоа ти рече, татко ти ова ти рече, или твојата мајка, твојот брат, твојата сестра, бабата и така натака. И пак ќе речам, бракот е тесен простор и ако ние ги пикнеме сите тие луѓе внатре, каде се оддалечуваме ние двајца како партнери? Затоа е многу важно да се работите комуницираат, да се комуницираат на начин на кој што ќе ја гледаме поголемата слика, а поголемата слика вика тимска игра. Ние сме сојуз, нашиот брак е сојуз, свет сојуз, и тоа е нешто на кое што треба да се работи и да го зачуваме како такво. Колку често доаѓа до развод на бракот во првата година? Што велат статистиките и вашето искуство? Многу често. Во првата година по раѓањето на бебето? Многу често. Токму заради сите овие нешта кои што ги напоменавме. Еве, не е само раѓање на детенце. Иако во она класификација на стресори, освен јас бев многу лично изненадена кога учев, кога бев психолог, кога учев психотерапија, бев изненадена како раѓање на дете е ставено во број на стресори, рангира многу високо, меѓу првите 5-6. Се викам како е тоа можно? Заедно со загуба, со смрт, со развод, како е тоа можно? Ова е убава ситуација, нели? Но точно тоа редефинирање на улоги, редефинирање на односи, нова поставеност прави еден мал земјотрес, не само кај мајката, туку и кај таткото, односно кај двајцата партнери, и веројатно заради тоа, исто како и влијанието што сега пред малку го спомнавте од семејствата по потекло, и те како знаат да разнишаат, да ги разнишаат можеби темелите на кои што ова семејство уште не заживеало, а веќе е некако расклатено. Што значи тоа? Тоа значи дека партнерите во овој момент треба апсолутно да им се даде поддршка и да па дури еве и родителите кога разговараат со своите деца, знаете како ние сме емотивно врзани со нашите деца, можеби и најмногу. И во тој момент можеме да кажеме, не знам, да дојде вашата ќерка да ви се пожали, да ви каже леле, знаеш, мамо, што он ми направи вчера, јас бев сама цела вечер, он вака, он така, и реакцијата би била, нели, леле, како не му е срам, како, и тоа веќе почнува да влијае некако на нас. Но можеме тоа да го искомуницираме, да речеме, еве во позиција на родители или на тие партнери, можеме да го искомуницираме на различен начин. Ајде да вие малку поразговарате, да го речите тоа, ова е нешто што треба вие двајца меѓусебно да го решите, да малку и ние дадеме некоја своја граница од оваа страна. Викаат многу бабици килаво дете. Еве сега ми тргна со поговорките, па и оваа да ја споделам. Одлична е оваа, да, многу често ја слушаме. Многу бабици килаво дете. Значи треба да се внимава на тој момент, да се подшитува она кое што ќе го договорат родителите, па и во однос на децата утреден. Знаете, сега, например, може да е најбанален пример. Сега, не знам, едно детенце има, например, момченце, му дале покава коса, баба го земала, го однела, го ишишала, пошто нели не смее тоа, долга коса не смее. Значи, да се почитува она кое што го прават родителите за да можат да го заживеат својот брак. Ова кога ќе се случи развод во првата година од бракот, јас велам, просто уште не се заживеал тој брак. Не заживеал. Партнерите не ги истражиле своите можности, не истражиле, не ги поминале тие кризи, него на првата ситуација, на првата криза се повраќа. Па да, има, еве, најдов вика постои една стара терапевтска препорака која вели никогаш да не се донесуваат одлуки за развод во првата година од животот на детето. Така. Се уште ова се практикува? Така. Се советува? Може би не со овие... Како се проценува дали тоа импулсивна одлука на партнерите или пак сепак стои некој бродолом? Знаете како? Во позадина. Две работи. Во првото што го кажувате, држи многу вода, иако ние можеби не го кажуваме тоа така, нели не викаме ова може не сме вака, не сме така, туку кажуваме дека едноставно ова е период на големи промени, психички, физички, емоционални, секакви, баш, нели, се позиционираме во новиот свет со новиот член и така натака. Треба да се има трпение и кон себе и кон партнерот, и тоа што сега ни изгледа во овој момент дека е нешто конечно, дефинитивно, крајно, не мора да биде.
многу често паровите кои што ги поминуваат кризите заедно, колку и да биле тешки тие кризи, колку и да биле тие кризи големи, пројавуваат многу поголемо задоволство од бракот од после. Зошто? Бидејќи имаме чувство дека имало бродолом, имало бура, ние заедно ова сме го поминали, сме го издржале. Не прави посилни, појаки, поприсутни, дури има една поразлична блискост после тоа, поразлична емоционалност, поразлична приврзаност со партнерот, ако се погледнеме и ако знаеме, бре, ништо све ние поминавме, нели? Што е ова, беше едно ситно камче, не е ништо тоа за нас. За разлика од овие парови кои што за жал не успеваат тоа да го надминат. И одговор на второто прашање, прашавте кога е тоа можеби импулсивна одлука, кога е тоа можеби ова, кога се случува нели на брзина, како тоа да го процениме. Понекогаш овие парови доаѓаат кај нас, понекогаш не, понекогаш ги носат одлуките и ја завршиле работата. Понекогаш доаѓаат кај нас и тоа што ние го правиме е да видиме кои се иницијалните капезли, можеби што се случило во овој период, зашто баш сега, зашто не пред 6 месеци, зашто не пред 12 месеци, што ќе биде за 6 месеци од сега, ајде да малку испитаме што тука се случило. И ако добиете дека па еве овие неколку месеци, не знам, ние не можеме да се сретнеме во соба, ние се караме, ние ова, ние немаме секс, ние немаме ова, ние немаме она, па за све нешто се кошкаме, па све, ние пробуваме малку и да тука психоедуцираме и да кажеме дека се ова што јас и вие денеска го разговараме овде, што значи нели првата година, што значат промените, што значи обврските, што значи неспиењето, што значат хормоните на крајот на денот и така натака, и да веројатно им се отворат нови малку гледишта на партнерите и можеби да прв пат во нашите простори и се слушнат едни со други. Оти многу пати се случува да не се слушаат дома. Секој се зборува за себе. Или секој зборува, или секој сака само да слушне па за да има што да врати, и тоа е се. Некои истражувања покажуваат дека 60 до 90% од партнерите пријавуваат пат на задоволството во бракот по раѓањето на детето во првата година, така што важно да се знае дека ова навистина често се случува, не зборуваме за исклучок. И дали е пожелно, дали им советувате на партнерите да побараат психолошка помош? Или пак можеби со разговор меѓусебен проблемот ќе се реши само од себе? Нема да се реши само од себе ако тие не разговараат и многу често се случува да токму овие партнери се оние кои што брзо донесат нека одлука и толку. Да можеле да се договорат, да можеле да се разберат, веројатно би ја надминале кризата и има такви парови, има многу такви парови, не сите парови одат на терапија, но во последно време многу често се случува да паровите побараат партнерска помош и тоа не е само за раѓање, да речеме во онаа прва година, туку за различни работи, колку е тоа можеби од една страна вака не замислува, од друга страна и е добро, бидејќи знаеме дека партнерите се борат да ја одржат својата конекција, а тоа е многу значајно. Може ли да дадете некои практични совети што може да направат во тие моменти за релацијата и за блискоста да се подобри? Например, дали се препорачува секој од партнерите самостојно да излезе на кафе со своите пријатели без грижа на совест? Апсолутно. Еве, бидејќи се советува обично заедно да шетаат, но дали самостојното? Зашто да биде или кога може да биде и? И едното и другото. И едното и другото. И се ги речеме, ама немаме време. Точно, ние немаме време да одиме со структура и распоред со исто темпо како претходно. Но ние можеме да бидеме доволно флексибилни и да тоа го калкулираме. Па не знам, додека ти си со своја другарка, кума, старосватица, сестра, кој да е мајка, прошеташ, направиш ова, јас ќе пивнам едно кафенце, ќе направам, нели, тоа е нашата култура, ние сме на тој начин функционираме во секојдневието. Но тоа не значи секогаш време сам за себе, туку значи и ова што рековме не мора да биде исклучено, туку ќе имаме и време каде што правиме работи заедно и веќе го зацрстуваме и оној друг момент веќе на тријада или на семејство, па не знам, може да заедно прошетаме, да заедно разговараме. Обично децата во тој период и доста спијат, па сега некои мајки може ќе речат не, моето не спие, но обично во тој период барем додека шетаме, често гледаме, нели, бебенце спие, количка буткаме. Тоа е време каде што и партнерите може да се поврзат добро, да малку разговараат. Заеднички да бидат тие прошетки, така? Заеднички прошетки, апсолутно да. Тука има простори за разговор, за муабет. Има простор за разговор, како викаат, нели, Ниче, како вика, големите мисли се зачнуваат во одење. Што значи дека
она споделување, неоптеретено од други нешта, внимание кое што нема да ни го зема телефонот или телевизорот или било што друго. Туку шетаме, тоа делува пријатно на нас, се лачат пријатни хормони, разговараме, имаме простор и веројатно имаме и многу помала шанса за некаков конфликт додека сме надвори така да одговор на прашањето што можат они да направат, дефинитивно да одвојат малку време за себе. Еден за друг и секој индивидуално. Така се храниме. Ако еден родител е цело време присутен, да речеме, со децата, и тоа е 24/7, ќе согори. Не е, мајките викаат имам грижа на совест ако отидам, не знам, ако направам ова или ако излезам или не знам, често сме го слушале тоа. Јас велам тоа е грижа за тебе.